Почитувани граѓани, почитувани колеги, на истекот на оваа работна недела, пред крајот на оваа седница, водиме на прилично лоша, непотребна и за мене дебата која што не требаше да се случи. И дозволете многу прецизно, многу јасно да го повторам и мојот и ставот на СДСМ, кој што веднаш по предлагањето на овој закон од колегата Иван Величковски јавно го соопштивме и го повторивме и на Комисијата за политички систем, а сега и на оваа седница. Сметаме дека предлог законот на колегата Иван Величковски, со кој што се бара ограничена употреба и забрана за користење на знамето или звездата од Кутлеш, како сакате, сонцето од Вергина, како сакате, е погрешен, непотребен и за нас целосно неприфатлив. Јас сум лично изненаден и осто се спротивставувам на оваа иницијатива, не навлегувајќи, бидејќи тоа не е моја задача, на мотивите за едно вакво законско решение, но апсолутно со чиста свест и јасна убеденост да се спротивставам на дел од аргументите кои што беа побарани и соопштени од страна на предлагачот, кои што навистина не можам да ги препознам. Колеги пратеници, почитувани граѓани, македонскиот народ има долга историја, традиција и свој засебен, културен, национален идентитет. Тој идентитет не се создава во еден временски период, тој не е статичен, тој има свој почеток, но нема свој крај. И во неговото создавање, промовирање и зачувување се важни не само едни, втори или трети, туку сите символи, секако приоритет во таа ситуација го имаат јазикот. И во тоа претпоставам дека не спориме. Но за мене, без разлика на мојата политичка припадност, мојата позиција, ваша или нечија идна, како пратеник во ова собрание, но најмногу како граѓанин, оваа звезда, ова сонце од Кутлеш, представува дел од македонскиот национален историски и културен идентитет. И тој ќе остане, како што бил, е и во иднина дел од македонскиот историски и културен идентитет. Верувам ќе се согласите дека никој нема право однадвор и на тоа треба сите да се спротивставиме. Но уште помалку право некој однадвор да го менува, видоизменува, спори македонскиот национален, културен и историски идентитет, тоа не е дозволено и за некој да го прави однатре. И затоа, колега Величковски, на вашиот и предлогот на Либералната партија се спротивставуваме и нема да дадеме поддршка. Никој нема право да го ограничува, забранува и укинува користењето на овој символ. Дозволете да дадам покрај овие воведни и неколку други аргументи кои што може да бидат поделени во неколку сегменти, но ќе ги обединам. Тие може да бидат правни, може да бидат идентитетски или историски, може да бидат политички, но најмногу од се на крај може да бидат, и тоа е сосема легитимно и потребно, бидејќи ние сме луѓе од крв и месо, и човечки аргументи. Но е поред. Прво, колеги пратеници, Република Македонија има свое државно знаме. Тоа е знамето кое што во овој момент е на сила. И со посебен закон се определува неговата употреба и се казнува неговата злоупотреба. Оттаму, идејата, мотивацијата или аргументацијата, како сакате, на Величковски да го ограничи употребата на овој символ нема никаква врска и корелација со употребата на македонското државно знаме, бидејќи тоа веќе е своевидно законски регулирано. Број 2. Овој символ беше дел или носечки столб на македонското државно знаме од 1991 година, кое што е донесено во ова собрание, во оваа сала, во видоизменета атмосфера, и тоа со консензус. Оваа држава, без разлика кој е на власт, во кој период и кои политички ставови застапува, мора заради самата себе прво, а после заради сите надвор, да има своја институционална меморија и да инвестира во својата традиција и култура. Не може ова собрание да го забрани символот
кој што своевремено беше наше државно знаме. Државното знаме беше променето и овој символ беше променет не затоа што македонскиот народ или македонските политичари сакаа, туку заради тоа што беа приморани. Немаше во тоа време од тој состав, остануваат во овој состав, чинам само уште пратеникот Тито Петковски, пратеници кои што сигурно со желба ја надонеле таа одлука. Не. На сите им е јасно дека заради абсурдната позиција на Грција уште од 1991 година и незината иредентистичка политика и националистичка политика кон Македонија, водена од историски, но да не забораваме од конјунктурни политички мотиви на тие политичари во тој момент, кои што дел од нив за жал се уште екзистираат. За жал, во денешнината Македонија немаше шанса да биде етаблирана и признаена како суверена, самостојна и независна држава и да биде примена во Обединетите нации, без промена на тоа име. Со куси зборови. Македонија беше приморена да го смени тоа име, да го смени тоа знаме, се извинувам. И тој символ да го тргне од државното знаме. И тоа, за жал, не беше единствената отстапка. Македонија направи голем број на многу тешки жртви и отстапки во следниот период. Се со единствена цел, за да влезе во Обединетите нации и во еден сосема друг историски контекст од овој денеска, со две ембарга и на север и на југ, со војни на само 50 и на 100 километри од неа, да се избори да постои. Да постои. И ако сакам да водам политиканска дебата, а немам намера тоа да го правам, можем да се навратам еволутивно и да говорим из односот на војачката партија кон времената спогодба, која што не ја признаваше се до момент, додека Меѓународниот суд за правдата донесе одлука за истата таа времена спогодба. Но дебата помеѓу нас среде Скопје, кој што сум убеден за жал и одговара на Атина и на Грција, не смееме да водиме. И овој случај треба да биде прв и единствен и последен. Дефинитивно. Ако сакаме самите на себе да си помогнеме. Број 3. Официјалната позиција на оваа држава, без разлика дали била предводена од една или втора политичка структура и до ден денес, не е променета. Ако има некој да ме коригира, нека се јави за збор. Е следната. Ние не бараме ексклузивитет на нашето историско наследство од периодот на антиката. Грција има проблем со нашиот дел од историјата во делот на антиката. Ние немаме проблем со нејзиниот дел во историската антика. И нашата државна позиција беше дека за нас, како држава, како народ, е сосема во ред секој кој што мисли да користи дел од таа историја, нека го прави. Ама не може нас да ни биде забрането. И во таа државна позиција пораката беше следната. Ако сакаат грците да го слават Александар Македонски, нека го слават. Ама и ние имаме право да го славиме. Ако сакаат тие да го користат символот од Вергина или од Кутлеш, и ние имаме право истото да го користиме и употребуваме. Ако тие сакаат да имаат бренд марка Вино Македонија, и ние имаме право да имаме Вино Македонија. Тие аеродром, ние аеродром. На крај на криштата, Франција го слави Александар Македонски, Германија, Америка, Англија. Тој период е дел од цивилизацијските придобивки за сите. Тој е дел од светската историја. Не може само Македонија да има проблем со тој дел, а сите други да можат, начело со Грција, да го користат. Вашиот предлог, колега Величковски, значи пукање или рушење на таа позиција. Да ние среде Скопје си го одземеме правото, што сме се согласили да им го даеме на другите. И да си го одземеме самите од раци и да го пуштиме низ вода. Бидејќи ако денеска е тој символ, утре ќе биде нешто второ и трето. И тој процес не сме да се дозволи. Конечно, како четврт аргумент, вие велите дека на овој начин, со вашиот предлог, ќе се
помогне во делот на спроведување на времената спогодба. Не се согласувам. Македонија не ја прекрши времената спогодба. Тој што е таа страна, втора, која што е прекрши времената спогодба, беше Грција. Еклатантниот пример за тоа беше самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година, кога спротивно на времената спогодба нас ни беше спречено да влеземе во НАТО под привремената референца БРМ. Таа ја прекрши времената спогодба. Тој чин беше потврден и верификуван со одлука на Меѓународниот суд на правдата. Формално, правно, судски. Оттаму, забраната или ограничувањето на употребата на звездата или сонцето од Кутлеш нема никаква корелација во овој момент со времената спогодба, бидејќи времената спогодба е надвор од сила заради Грција, а не заради Република Македонија. Конечно, овој символ е дел, како мала дигресија или навраќање на што го кажав, и од светската хералдика. Не сакам да навлегам, не сум експерт, но само сакам тоа да го констатирам. Ако секој во светот има право да го користи, зошто Македонија да го нема истото право? Конечно, господине Величковски, со прифаќањето на ваквото решение нема да и помогнеме на Македонија. Нема да и се подобри преговарачката позиција не на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН оваа влада, ама на Македонија, на Република Македонија. Бидејќи тоа ќе биде јасен сигнал до ионака во овој период прилично радикалните позиции во Атина, што им модат на рака на одредени радикални позиции во Скопје. Ваквото решение ќе биде дека Македонија самата признала дека прави нешто спротивно на времената спогодба или на меѓународното право, а јас во тоа сум убеден сосема спротивно, дека не е случај. Господине Величковски, за крај и колеги пратеници, две работи. Првата работа е овакви дебати во Македонија среде собрание, среде Скопје, никогаш не се доредени. Велите да не се дели народот, во тоа се согласувам. Ама со вакви предлози, со вакви дебати не помагате со тоа, кон тоа. И кон вас, преносно, ќе ме разберете, упатувам еден апел. Ве молам, да од оваа временска дистанца се води јавна дебата и се искажуваат јавни позиции за улогата на Киро Глигоров, првиот председател, во процесот на решавањето на името на покоен човек, кој што според мене даде најголем печат на независна Република Македонија. Не е во ред. И апелирам до сите оние кои што во изминативе денови, дали по ова, или по прашања што се отвараат од Атина, од атински преговарачи, од грчки, се извинувам, преговарачи, од грчки медиуми, да не се злоупотребува позицијата и загрозува пиететот и делото на Киро Глигоров во македонската државотворност и независност. Без разлика дали тој што тоа го прави има вакви или онакви мотиви. Тоа не е коректно. И јас на тоа остро ќе се спротивставам. И конечно, никој нема право, никој, ни ја, ни вие, ни Никола Груевски, кој што многу молчи за ова прашање, и тоа мене ме загрижува, да преговара за идентитетот на македонскиот народ. Ниту тоа право го имал некој порано, ниту сега, ниту смее да го има понатаму. Тоа мора да биде нашата црвена линија. За жал, во Македонија се говори повеќе за грчките црвени линии, отколку што ние треба цврсто не да ги дефинираме, бидејќи нешто што се подразбира, нема потреба да се дефинира. Тоа е аксиома во математиката или догма во религијата. Треба да се спроведува до крај. И затоа сме против овој ваш законски предлог. Токму во таа насока, за да се заштити тој македонски историски и културен идентитет. И се надевам дека по тоа прашање нема да има поделби во македонското национално ткиво. Така полесно ќе се заштити македонскиот национален, историски, културен и јазичен идентитет. Како столбови на идентитет. Но и во оваа смисла, овој символ е парче од тој идентитет. И како таков треба да остане
Оттаму, уште еднаш потенцирам, ние за ова законско решение ќе бидеме остро против. Благодарам.